Законот за платежни услуги и платни системи токму за цел ја има транспарентноста и заштитата на потрошувачите. Во таа смисла ќе споменам само неколку важни моменти. Банките се должни на граѓаните пред да пристапат кон користење на платежни услуги да им дадат така наречен информативен документ за надоместоците, кој што содржи стандардизирани поими, стандардизирани термини, дефиниции, структура, форма и целта на овој информативен документ за надоместоците и да им се даде на граѓаните поширока информација и можност за споредба на надоместоците пред да донесат одлука од која банка ќе ја користат платежната услуга. За таа цел Народна банка имаше обврска во согласно законот кој што го спомнав да пропише 11 најрепрезентативни услуги кои што се поврзани со платежна сметка, но и да овозможи споредба на тие надоместоци. Тоа од септември 2023 година е веќе функционална алатка на нашата веб страна, која што се наоѓа веднаш на почетокот, но исто така и во делот на законот за заштитата на потрошувачите. Граѓаните може да пристапат, да се информираат за надоместоците на начин на кој што најдобро ним одговара, или по банка, или по соодветна услуга. Алатката е едноставна за користење, но има и објаснувања доколку граѓаните имаат потреба од било каква дополнителна информација. Исто така банките се должни заклучно со крајот на јануари, прв пат беше тоа оваа година 31 јануари, за изминатата година на граѓаните, на своите корисници да им достават извештај за надоместоците во кој што има севкупна информација за вкупниот надомест кој што тие го платиле изминатата година. Ова се можеби најважните аспекти за да граѓаните поедноставно дојдат до информацијата колку чини користењето на одредена платежна услуга во банка.